Босна и Херцеговина од Македонија учи како да ги користи средствата од Европската Унија во рамките на ИПА фондовите. За таа цел делегација од Босна и Херцеговина денес оствари работен состанок со вработените во Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, за да им ги пренесат македонските искуства од реализацијата на овие фондови со посебен акцент на ИПАРТ програмата. Ево ми смо управо данас дошли. Денеска ќе размениме наши искуства и секако она што е наша цел, да се запознаеме и тие да не ги пренесат нивните искуства, односно начините како ги користат средствата од ИПА фондовите за различни проекти. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е една од организациите која има огромно искуство со ИПА фондовите, а во Босна и Херцеговина првпат сега се воведуваат вакви фондови. Ке се обидеме концизно да го пренесеме нашето искуство во користењето на ИПА, но и на другите фондови кои што се нели од странски донатори. Се со една цел да им покажеме дека и општините, меѓутоа невладиниот сектор и пред се земјоделците можат да го напредат своето работење и живење преку овие фондови, првенствено преку добивање на грантови, но исто така и со трансфер на знаење и технологии. За нас е важно да им ја представиме рамката во која што ИПА-та се реализираше овде, низ една практична призма. Соработката меѓу Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион и Босна и Херцеговина беше најавена неодамна со посетата на амбасадорката на Босна и Херцеговина во Македонија Лепа Бабик, а истата е најавена да продолжи и во иднина. Посебна благодарност на директорката Емилија Геровска, што со својата екипа, со своите вработени ќе може да им долови и да им пренесе искуства кои што на нашите гости ќе им бидат многу битни за воиднина. Значи, пред се амбасадата на Босна и Херцеговина и почесниот конзулат, сето ова го организира и мислам дека и во иднина соработката ќе продолжи. Освен од Битола, делегацијата од Босна и Херцеговина искуства ќе црпи и од Ресен и Прилеп.